колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани, пред 2 недели бевме сведоци на една иста ваква хајка од власта, од ненародната власт. И тогаш кажавме, како што кажа и предходно колешката Весна Пемова, не се мачете, дајте симнете го имунитетот колективно на сите колеги пратеници од ВМРО-ДПМН, бидејќи целта е таа во предизборието да се во медиумите да се пишува само за одземени имунитети на опозицијски пратеници, односно неистомисленици на власта, за да се заташкаат сите секојдневни скандали кои што оваа власт ги прави. Дали непотизам, дали задолжување, дали царување на криминални действија во државата, исчезнување на луѓе и така натаму и така натаму, секојдневно. Не можеме да ги проследиме само скандалите кои што се случуваат откако оваа власт е дојдена. Затоа ние велиме, еве, тука сме, симнете ни го колективно имунитетот на сите, уапсете не и немојте да правите шаради пред народот. Многу е јасно, кристално е јасно зошто ова го правите. Значи, владењето на правото во оваа држава е само мртво слово на хартија. Мртво слово на хартија. Нарачани обвиненија после цели не година, еве уште малку 2 години, значи уште малку 2 години, колегата вели дека обвинителството имало индиции, како имало обвинителството индиции, и внимавајте, се работи за тешко кривично дело, тероризам, и како тоа го пуштиле терористот да шета вака во собрание, како тоа? Не ви делува тоа малку несериозно? Нам да. Верувам дека и на сите присутни во просторијата. Пред 2 недели го рековме ова. И сега се прашуваме. Легитимни се нашите прашања. По 2 недели, кој е на списокот? Бидејќи некој од нашите колеги, како што кажа претходно колешката, слушнал некој колега од власта, како рекол, Трајко ќе си лежи. Ајде. Од каде знаем колегата? Од каде? Веројатно го има и списокот, така? Од каде знае колегата, се прашуваме. Трајко ќе си лежи. Сега по однос на обвинението, јас не сум правник, колегата Трајко Велјановски вчера правно образложил, но замислете во обвинението вели се повикува на деловникот на собранието. Која, мислам, вака иронија, деловникот на собранието, уставот на државата, парам парче се направи, ама се повикуваат на деловникот. И вели дека требало Трајко Велјановски во својство на председавач на собранието требало да ја прекине седницата. Сега вака, заради јавноста и заради вас новинарите. Членот 80 во деловникот на собранието на Република Македонија е многу јасен и дециден. И вели, член 80 став 2. Претресот трае додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. Така да, не знам дали ова го кажал, предпоставувам дека колегата Велјановски го кажал. Така да, и да сакал да ја прекине седницата, тој деловнички, напротив, тој деловнички постапил и не ја прекинал седницата затоа што имало се уште пријавени говорници за пратеници за збор. И таму се наведуваат во обвинението одредени пораки, чие што патем речено, чие што содржина е позната уште пред година и пол, иако имало индиции, ќе ве молам, како можело пред година и пол. Кои се сега мерките за мерката притвор? Кои се условите? Сите ги знаете, но мораме да ги повториме. Значи да не го повтори делото, да не влијае на сведоци и да не избега од државата. Колегата Трајко Велјановски не може да го повтори делото.
Колегата Трајко Велјановски, ако сакал да влијае на сведоци, имал скоро 2 години, 10 пати да влијае на сведоците. Да избега, еве не избега. Тука е. И не само што не избега, туку вчера дојде како колега на колеги да ви каже дека ни на крај памет не му текнало да направи нешто што се случило. И сега, јас, како и вие, исто така сакам да знам, ова најодговорно го тврдам, сакам да знам и треба да се расчисти, бидејќи 27-миот Дамоклов меч на Република Македонија како држава, сакам да знам кои се вистинските организатори на 27-ми и мене тоа ме интересира. Се повикавте на одредени искази на сведоци. Еве ги повикувам новинарите, убаво, оно истражувачко новинарство, да пребараат во исказите на одредени сведоци, како посочуваат некакви имиња, па сега одеднаш ги снемува, од она што читам по медиумите. И како е тоа можно? И зошто е тоа така? И на кого му треба сега Трајко Велјановски да оди во притвор и зошто таа приказка е потребна? Многу е јасно. Се ближат претседателски избори, на кои што Социјалдемократскиот сојуз е свесен дека ќе изгуби и сега треба медиумите да ја подигнат јавноста дека еве во ВМРО-ДПМН се терористите и криминалците, а патем условите во затворските оделенија, притворските оделенија, видовме какви се. И колкаво е обезбедувањето во притворот, особено за оние кои што се од ВМРО-ДПМН. Јас и денеска читам закани и еве, почитуван колега Павле, да ве прашам, ова е јавно објавено, командир во шутка, вели, вам ви се обраќа, ќе ги поздравам сите кои ќе дојдат во затвор, лично од тебе, значи сега вака они вас ве замислуваат поротници, тебе судија, и значи сите тие што ти и колегите ќе ги пратите во затвор, лично, особено гнидите што те нападна, не знам на кого мисли, значи и тепа, за нив метода, не ја кажувам, премногу е вулгарна. Командир во шутка. Ти се обраќа тебе. И се прашувам, какво е ова јавно обраќање и јавни закани на пратеници, за кој, значи има веќе список, знаат дека имунитетот ќе биде симнат, како по дефолт, нели, судот бара, ние тука, односно пратениците од власта, нормално дека ќе си го изгласат, како да е тоа нормална работа, иако не е, затоа што за 2 години, значи рушите Гинисови рекорди, за 2 години 8 имунитети на пратеници се симнати. Ова, мислам дека го нема никаде. Јас се сеќавам, не сум била пратеник, токму во оваа сала, како се симнуваше имунитет на еден колега ваш од СДС, и се сеќавам на атмосферата како беше тука. Летаа шишиња, затворена беше вратата. Затворена беше вратата, ја заклучивте оваа врата, летаа шишиња. Ја не знам, на вистина, ова вам ви стана рутина. Аха, кој е денеска наред? Добро, Трајко Велјановски, супер, добро е. Тоа е звучно име, може да го пратиме во затвор. Следен кој е? Аха, добро. Ова ќе го затвори вака ВМРО-ДПМН? Ќе оди во негативно салдо на ВМРО-ДПМН? Не се лажете. Не се лажете. Многу се лажете. Ако мислите дека вака ќе не замолчите, ако мислите дека вака ќе го снема ВМРО-ДПМН, огромна грешка правите. Но вие си знаете, јас
повикувам на разум. Повикувам на една интроспекција внатре во себе, да се не на слушање од озгоре што ќе ми кажат, туку сами себе да се запрашате. Дали 8 пати симнување на имунитет на пратеник не го покажува достоинството на институцијата пратеник и дигнитетот на собранието. Немаме веќе. Ние не можеме да говориме веќе ниту за дигнитет на пратеник, ниту пак за достоинство и дигнитет на собранието како институција. Затоа требаше да го прифатите нашето барање и да одиме на предвремени парламентарни избори, доколку вашата врхушка мисли дека во пратеничката група на ВМРО ДПМН има терористи од највисок ранг, тогаш требаше да не послушате, да одиме на парламентарни избори предвремени и согласно вашите теории, дека нели ние тука сме терористи од највисок ранг, ќе си ги добиевте изборите. Зошто избегавте од избори, не знам. Зошто? За да правиме драматургија секоја втора недела? Сега, на кого сега ќе се одзема имунитетот? Аха, на овој. Добро. Ќе слушнеме од некој колега од власта, нареден е тој, и така се замолчува опозиција. Па здраво е да има јака опозиција во државата. Корисно е за вас. Но очигледно дека тоа не го сакате. Очигледно ви пречат откривањето на сите скандали кои што безочно ги правите. Безочно ги правите, како маќа да ви е државата. И оној часовник беден таму што го ставивте, што не работи, задолжувањата, кажа колешката, надминаа над 50%. Има реални проблеми во државата. Немојте да мислите дека луѓето кои што се соочуваат со животни судбини како секојдневно да го прекрпат денот, за нив ова е top of the tops вест. Не. Они чекаат тоа што вие им го ветивте. Живот во Македонија, и пазете, девизата е многу интересна, живот за сите во Македонија, но не и за ВМРО ДПМН. Таа е интересна девиза, живот за сите, но не и за ВМРО ДПМН. Додадете го тоа. На луѓето им се потребни вашите ветувања кои што паѓаа вака како од небо розови очила, 500 евра плата, фабрики, странски инвестиции, минимална плата. Дали сте отишле во некој од конфекциите да прашате како живеат? Дали им ги даваат платите? Дали не им ги зимаат К-15? Дали им даваат К-15? Дали ги враќаат на рака? Дали елементарните, основните услови за живот кои што вие ги ветувавте, а не ги испорачавте, мислите дека со вакво на секој 2 недели симнување на имунитет на пратеник ќе го компензирате? Не. Јас мислам не. Јас ви гарантирам не. Што се случи во притворот? И сега мислите дека оставката на директорот е доволна? Кога ова го прочитав, не знам, може би е старо, јас го прочитав денес. Денес има повторно закани од припадници во притворот во Шутка, дека само ги чекаат политичарите. Ова ќе им прават, она ќе им прават. И се докажа со двата случаи пред 2 дена. И сега ние, тука, односно вие и ние заедно, размислуваме дали колегата Трајко Велјановски после 2 години, замислете, после 2 години, да го пратиме таму, а од таму пак ви порачува, да, пратете ни го, еве, ние ќе му направиме тоа и тоа. Јас ова не го измислувам, ова ви го цитирам, го читам. Ако е тоа измислено, тогаш однапред се извинувам. Значи, читам, може да се и лажни вести, но
велат дека човекот работи во затвора чутка. И порачува. Пратете ни ги. Значи, вие им ги праќате. Ме разбирате? Вие им ги праќате. Така не доживува веќе народот. Јас само ќе порачам дека овој политички прогон на неистомисленици треба да престане и да ви кажам дека ова не е начинот, прво и пред се затоа што вие се боревте против ова, вие велевте дека има режим, дека е хун, дека не знам, немало, дека било немало судство, не. Сега што е ова? Сега ова што е? 8 симнувања на имунитети за нецели 2 години. Не сум прочитала статистики да видам вака по околните држави, ама мислам дека сме вака за во Гинисова книга на рекорди. И тоа само по себе укажува дека собранието мора да се распушти. Не може вака, не е издржливо, не е одржливо. Вие сакате да не втурнете во нешто, како ние да учествуваме после во реформските закони, кои што заедно ги правиме. Ги правиме заедно, ги правиме. Учествуваме. Ова што вели колешката, ова е помирувањето? Не, апсолутно не. Или мислевте дека можете да направите помирување без ВМРО-ДПМН? Пак ќе речам не. Колку и да сакате да го изигнорирате ВМРО-ДПМН, не можете, како да ви кажам. Не можете. Колку и да сите да не во занда ни ставете, не можете. Не можете. Јас не знам дали тоа не ви е јасно. Секоја власт која што мисли дека ќе ја сруши опозицијата на ваков начин, греши. Ова најодговорно ви го кажувам. Греши. На секоја власт во една нормална држава и е потребна добра опозиција. Таа е корективот на власта, но очигледна е намерата дека не ви се допаѓаат нашите критики, не ви се допаѓа она што ние го говориме и сега си наоѓате, бидејќи се знае веќе, јасно е и многу очигледно дека обвинителството е вака под капа, под рака на власта и тоа, верувајте ми, ниту Прибе го кажа дека треба да биде така. Еве го, доаѓа датумот за почеток на преговорите и мислам дека еве излегувам од партиските стеги и вака најдобронамерно укажувам дека со ваквите хајки мора да се престане, да се насочиме кон вистинските реформи кои што ги бара Европската заедница од нас, доколку на вистина сакаме да одиме таму. Мислите дека не го гледаат ова? Дека не им е јасно ова што се случува? Вака, тешко дека ќе добиеме датум за преговори. Или мислите, добро, сега ќе ги набркаме овие, ќе си отидат од собрание, ние ќе си ги напишеме најубавите закони на хартија и ќе добиеме датум за преговори. Не е така. Ве уверувам дека не е така. А да не говорам за човечкиот аспект. Трајко Велјановски е секој ден тука со нас. Секој ден. Не постапил деловнички. Не би рекла. Јас бев пратеник и во 2014 и знам, некои од колегите тука се присутни, и знам дека тогашниот председател на собрание, Трајко Велјановски, не почнуваше седница додека не се договори и не направи состанок и координација со тогашната опозиција и од албанската етничка заедница и од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа јас сум го видела.
А тоа можете да ги прашате вашите колеги кои што сега се министри или кои што се уште се во собраниските клупи. Значи, апелирам на совест, на човечност и на разум. Вакви барања од судот може да стасуваат, не велам дека не може. Но, ние треба сами да процениме тука, дали нашиот колега ги исполнува тие услови, а го знаеме добро, го познаваме, не сакам пак да се повторувам за кои се условите за исполнување на мерка притвор, и еднаш за секогаш да ставиме крај на желбите на одредени политички врхушки, да се издигнеме, бидејќи законодавниот дом ја контролира владата, а не обратно. Законодавниот дом ја контролира владата. Законодавниот дом ги гледа и ги носи законските решенија, не владата. Ние сме контролори на владата. И не треба сите нивни желби да ги исполнуваме. Само така може дигнитетот и достоинството на пратениците да биде во јавноста малку на повисоко ниво. Инаку вака, не. Што покажуваме ние? 8 пратеници, значи симнат мандат на 8 пратеници, тоа е некаде околу над 60.000 граѓани кои што застанале за овие 8 пратеници, и ние велиме, вие почитувани граѓани 60.000, погрешно сте гласале, овие се терористи. Ајдете ве молам. Дајте ве молам малку да бидеме посериозни, дајте малку да се сконцентрираме, имаме и други работи. Владењето на правото не е само нарачка на симнување на имунитет на пратеник. Владењето на правото е многу, многу поширок поим. Владењето на правото треба да се почувствува во општеството. Ама не го чувствуваат граѓаните, и не само граѓаните. Се извинувам. Не го чувствуваат и ваши поддржувачи. Тоа го кажав и минатиот пат кога се симнуваше имунитет на еден друг колега, го кажувам и сега. Значи треба да се замислиме, сите заеднички да се замислиме што правиме. Дали Собранието на Република Македонија ќе продолжи да биде театар и циркус, или ќе биде навистина институција со дигнитет, со достоинство, која што ќе носи закони кои што ќе ги акумулираат потребите на граѓаните. Уште еднаш повторувам и замолувам да не се одзема и да не се гласа за одземање на имунитетот на колегата Трајко Велјановски. Ви благодарам.